Промовирани се нови 150 наслови од проектот 400 аудиокниги наменети за лицата со оштетен вид. Денеска беше најавено снимање на нови 400 аудиокниги. Меѓу поважните проекти за слепите лица е проектот 400 аудиокниги, кој се реализира веќе трета година поред, а го започнавме како заедничка иницијатива на Министерството за труд и социјална политика и на Националниот сојуз за слепи лица на Република Македонија. Денес на наше задоволство ги промовираме новите 150 наслови на аудиокниги од едициите на Министерството за култура и Министерството за образование, односно поезија, класици, научни книги, стручни книги, раскази, македонска книжевност. Истите набрзо ќе бидат достапни на користење на Националниот сојуз на слепи лица, на Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид, како и на Национална универзитетска библиотека. Со овие наслови и оние кои претходно беа реализирани, слепите лица ќе имаат на располагање вкупно 340 наслови на аудиокниги на различна тематика достапни за нивната едукација, како и блискост со пишаниот збор. Бидејќи проектот беше општо прифатен и слушајќи ги барањата на слепите лица, прецена учениците и студентите, одлучивме годинава да го зголемиме фондот на аудиокниги кои што ќе бидат снимени и понатаму ќе бидат достапни за јавност. Во тек е постапка која што ја спроведува Министерството за труд и социјална политика за снимање на нови 400 наслови на аудиокниги, која според нашите очекувања ќе започне летото 2016 година, а ќе заврши наредната година. За таа цел издвоивме буџет од 4,5 милиони денари. Во новите наслови од 400 аудиокниги застапени се делата од изданијата 135 тома на македонската книжевност, на македонски, албански и турски јазик, делови од странски автори, дел од странски автори во едициите Нобеловци и звезди на светската книжевност во издание на Министерството за култура. Со овој голем исчекор континуирано ќе го зголемуваме фондот на аудиокниги во нашата држава, а воедно ќе продолжи и грижата за лицата со оштетен вид. Председателот на Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија Жарко Селковски изрази голема благодарност до владата и Министерството за труд и социјална политика за остварените проекти, кои, како што рече, се од големо значење за нивните членови и за подобрување и олеснување на секојдневниот живот. Еден од значајните проекти е и овој проект за снимање на аудиокниги, кои што се од голема вредност за нашите членови, бидејќи пред се за оние кои што покасно го изгубиле видот, кои што не може да користат црниот тисок или не го познаваат брајевото писмо. Овие аудиокниги 150 кои што сме побогати за уште 150 наслови кои што ќе бидат достапни до нашите членови преку нашата веб страница nssrm.org.mk и исто така може да се најдат и во нашата библиотека при Националната универзитетска библиотека во Свети Климент Охридски. Инаку годинава Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија слави 70 години од формирањето. По тој повод во тек е акција наречена Мојата омилена книга. Во рамки на оваа акција, граѓаните ќе може нивните омилени книги да ги прочитаат и да ги снимат и на тој начин уште повеќе да се зголеми фондот на аудиокниги во Република Македонија.